дечки, како сте? Јас сум Стефан и добредовте назад на мојот YouTube канал. Денес, како што можете да видите по насловот, ќе правиме Would You Rather или што попрво би. Ставив question box на Instagram, ако сакате да учествувате во наредно видео, не заборавајте да ме заследите на Instagram и ставам многу често на стори за овие видеа. Првото прашање е да спијам или да гледам серија. Ако се работи за наутро, би гледал серија, ако се работи за попладне би гледал серија, но ако се работи за навечер, попрво би спијал. Потоа да немам сетило за мирис или да немам сетило за вкус. Па да би немал сетило за мирис. Потоа одиме да ми се расипе телефонот или да ми се расипе компјутерот. Најпрво не сакам ништо да ми се расипе, но ако морам да одберам нешто да ми се расипе телефонот, бидејќи компјутерот ми е премногу вреден. Следното прашање е многу интересно, да бидеш богат во Македонија или сиромашен во странство. Мислам дека не е важно дали си богат или сиромашен на место каде што ќе сакаш да живееш, па би одбрал да бидам сиромашен во странство. Следното прашање е дали попрво би јадел или би пиел вода. Ако се работи за наутро, би пиел вода, па секаде попрво би пиел вода. Следното е да користам само YouTube или да користам само TikTok. Јас би го одбрал YouTube-от, бидејќи и на YouTube има различни compilations од TikTok-ови, па затоа YouTube би одбрал. Потоа да бидам слеп или да бидам глув. Јас не сакам ни да бидам слеп, ни да бидам глув, но мислам дека би одбрал да бидам глув, бидејќи ако сум слеп ќе не можам да снимам, ќе не можам да играм различни игри, ќе не можам сами од себе да се видам, но исто така ќе не можам музика да слушам, што е проблем огромен, но луѓето преживуваат и без музика. Следното прашање е да слушам само омилената песна или да слушам песни кои не ги сакам. Да слушам само една песна ќе ми се досади, а да ги слушам песни во што не ги сакам, еден ден ги засекам нив, па би слушал песни кои не ги сакам. Следново нешто е многу интересно. Да бидеш невидлив или да леташ? Па, ако си невидлив, ќе можеш да се качиш во авион и да леташ пак. А пак да леташ, па можеш да одиш кај сакаш без да се качуваш во авион и во сите тие чуди. Но сепак јас пак би одбрал да бидам невидлив. Потоа одиме да бидам мачи или куче. Не знам што е подобро, па да бидам мачи, бидејќи сум премногу мрзлив. Имав повеќе вакви прашања да знам кога ќе умрам или како ќе умрам. Според мене, мислам дека подобро е да знам кога ќе умрам, бидејќи си го живеам животот до тогаш, ако знам како ќе умрам, тоа може да се случи и утре, па и цело време ќе го одбегнам, но не можам да го одбегнам тоа што е судено, па подобро ми е да знам кога ќе умрам. Потоа, бидам познат додека сум жив или да станам познат како ќе умрам. Прво, зашто толку сакам да умрам? Па, бидам познат додека сум жив, не знам. Што ми вреди ако сум познат, ако сум умрен. Потоа да се вратам во основно или во средно. Јас не ќам никаде да се вратам во школа, но морам да одберам едно, па би одбрал средно, бидејќи многу подобро е, многу повеќе се здружив со луѓето таму во основно, па би се вратил во средно иако само што го завршив. Потоа да пиеш само вино или само пиво. Јас не сакам многу вино, па затоа би одбрал пиво. Потоа да немам коса или веди. Како и да еден ден косата ќе ми падне, ведите ќе ми останат, но ако сум за сега во моментов да немам веди и можам да ги стетовирам, не знам, се цртаат, нели. Многу лесен проблем е тоа. Потоа да можам да зборувам со животни или да можам да го зборувам секој јазик што постои на светот. Мислам дека подобро е да зборуваш со животни, па тоа би го одбрал. Предпоследното прашање за ова видео, да не можеш да лажеш или само да лажеш? Не знам што е подобро, да не можеш да лажеш. И последното, да имаш јак телефон или јак компјутер. Јас би го одбрал компјутерот, како и секогаш. Па, тоа е тоа за ова видео. Дечки, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, заследете ме на Instagram ако сакате да учествувате во некој од наредните видеа и се гледаме тогаш. Чао!